Часот и 50 минути отвораме тема екологија во Македонија наутро. Имено грижата за животната средина е прашање за кое што треба да се говори 365 дена во годината, а едукацијата на оваа тема треба да започне уште од најрана возраст. Токму во таа насока Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест неодамна издаде едукативен прирачник наменет за ученици од сите возрасти. Што содржи во себе овој прирачник, кој се може да го користи, кои се придобивките од него, се прашањата на кои што утринава одговор бараме од Ана Чолович Лешовска од невладината организација Екосвест. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Ајде за почеток на денешниот разговор, од каде се јави потребата за изработка на овој прирачник кој што го држам јас во моите раце и да кажеме дека оваа публикација е всушност изработена во рамки на проектот Граѓанска наука во функција на заштита на природата, па малку повеќе околу самиот проект. Така, ние во Вевчани сме присутни веќе од 2017-18 година, кога направивме своја подружница таму, значи имаме организација веќе која локално е присутна. Бевме доста активни околу донесувањето на планот за управување на ова заштитено подрачје кој долго време не беше направено. И така некако почна нашиот ангажман тука во локалната заедница. Некако природно си дојде потребата да работиме многу повеќе со локалното население, со граѓаните таму, па и со училиштето. И мислам дека едукацијата на граѓаните, на учениците, спомнавте од најмала возраст е многу важно да се зборува за заштита на природата, е нешто што сакавме да го правиме веќе подолго време. Конечно успеавме, ете со поддршката на Press Pohrid Nature Trust и Critical Ecosystem Partnership Fund, тоа се две фондации, две организации кои во партнерство донира средства за да може да се спроведе еден ваков проект. Успеавме да направиме еден сет на активности кои се со едукативна природа, па прирачникот е еден дел од овие активности во рамки на проектот. Ги споменавте активностите во рамки на проектот, што конкретно реализиравте досега и за кого пред се е наменет овој прирачник? Така, прирачникот конкретно со тоа да почнам, наменет е за сите ученици, но и за нивните наставници, можеби повеќе за наставниците, бидејќи внатре може да се видат правила за однесување во шумата, правила за однесување во природата, безбедност во престојот во природа и практични вежби. Тоа е убавината на прирачникот, благодарение на колегите, експертите од Натура МК, која е партнерската организација на Екосвест. Го имаме овој прекрасен прирачник каде што има практични вежби кои можат да се спроведат во природа надворно, може и внатре, или во затворен простор. Така што наставниците можат слободно да го интегрираат во рамки на нивните едукативни активности во буквално за сите оделенија во основно па дури во средно училиште. Она што друго што го работевме во рамки на проект, значи прирачникот е само една од компонентите. Овде јас донесов и 3 упатства. Значи идејата беше дека ние сакаме да работиме со волонтери. Имавме група од 20 волонтери, се гледаат на некои од сликите, луѓето кои се интересираат, тоа беа претежно млади, но и наставници и локални, да кажам, заинтересирани граѓани, планинари, љубители на природата, кои поминаа низ обука за користење на мобилната апликација и Натуралист за граѓанска наука. И ќе објаснам што е тоа. Значи, ние преведовме апликацијата и Натуралист на македонски јазик, за да може секој кој е заинтересиран да си ја даунлоудира на својот паметен телефон и да ја користи за идентификација и за мапирање на видовите, на растителните, па и животинските видови во едно природно подрачје, да кажам. Идејата беше дека сакаме да објасниме 3 приоритетни видови кои ние ги идентификувавме таму во Вевчани и самиот споменик на природа е многу карактеристичен затоа што има шумски екосистеми и рековме добро, многу нешто за почеток, лесно, релативно лесно што може да се идентификува. Работевме на Дабок Горун, буката и питомиот костен. За нив изработивме едни вакви упатства кои се со слики и се доста едноставни, да кажам, за да се разберат. И со овие упатства направивме обука за волонтерите кои можат на терен да излезат користејќи паметната, значи, апликација и Натуралист, да ги одбележат, односно да ги сликнат, да ги идентификуваат и да ги мапираат овие видови на дрва. Тоа што е посебно интересно за костенот е што таму има шума на питом костен,
која е многу стара, дури од римско време. Дрвата се многу стари и веќе се во изумирање. Важно е да се види како можеме да ја заштитиме таа шума. За да можеме да ја заштитиме, треба прво да видиме со што располагаме. Заради тоа се користеше оваа апликација за да може да го мапираме просторот каде се наоѓа шумата. Тоа беше дел од активноста со волонтерите, понатаму имавме и едукативни активности и со училиштата, од Охрид и од школото во Вевчан и Страшо Пинџур. И имавме и разноразни други активности во соработка со општината, поставивме и информативни табли за да може... Што верувам, да, особено ќе бидат корисни за сите посетители генерално. Да, за сите посетители. Идејата е и самите посетители да се ангажираат со QR кодот, може да ја симнат апликацијата и самите да бидат на терен да бидат дел, да бидат дел од оваа граѓанска наука. Сега иде малку повеќе околу содржините на самиот приречник. Ако се погледне содржината или стајки низ сето она што е прикажано во него, ќе се забележи дека има соодветна класификација на содржините, односно активностите за учениците, оние до 13 години и оние над 13 години, што значи дека сепак содржините во него се внимателно одбрани и прилагодени според возраста на учениците за кои што се наменети. Да. Токму така, идејата беше да дадеме еден сет на активности кои можат да се имплементираат и во училница и надвор од училницата, па дури има и некои активности кои се за најнапредните со конкретни видови латински имиња на видовите. Но генералната идеја беше да се даде нешто што може да се направи многу едноставно, што не бара премногу ресурси, што наставниците можат да го имплементираат во рамки на своите часови, да биде како, нели, поддршка за она што го работат, програмата за заштита на животна средина или во рамките на часовите по биологија или природни науки. И едноставно да се доближи, убавината е во тоа што ако ги изнесеме децата надвор во природа, и тоа е нешто што и научно докажано дека кога децата, младите па и луѓето повеќе учат и повеќе го задржуваат тоа знаење кога сите сетила им се ангажирани. Да, она искуствено учење, учење, да, излезени во природа, чувствуваат и мирис, и допир, и гледаат, и слушаат, и тоа е нешто што за секогаш останува кај нив. Идејата е, сепак ние работиме со ученици кои веќе се сензибилизирани за значењето на природата, нели, во нивната заедница, но ако можеме ова да го прошириме буквално на национално ниво, убавината е во тоа што веќе има интерес од училиштата и наставниците да го користат прирачникот, да го добијат и да дојдат во Вевчани на една таква посета, што многу не радува. Ако успееме тоа да го направиме, сме направиле многу за идните генерации, затоа што имаме прекрасна природа која треба да се заштити, а кој ќе го штити тоа ако не овие и следните генерации. А за да можеме да ја заштитиме, најпрво треба да знаеме и со што располагаме генерално. Прирачникот содржи практични совети, но интересни, забавни и едукативни игри. Каде и како може да ги практикуваат децата, но и наставниците овие игри, бидејќи ќе споменеме дека ова не е всушност нешто што може да биде вклучено конкретно само во наставата, туку може да се користи како во наставна активност. Така, идејата е да можат и еколошките секции, биолошките секции кои си ги формираат во рамките на училиштето да ги користат овие вежби и игри. Може дури учениците и само иницијативно да, нели, можеби има и деца кои се навистина заинтересирани во доменот на заштита на природа и биологијата, па ќе бидат заинтересирани ова да го прават и само иницијативно. Има многу можности, особено кога се работи со деца и со природа. Мислам дека можностите се неверојатно, да кажем, една широка лепеза на се што може да се прави. И како што споменав, значи може да се направи овој сет на вежби може да се направи и внатре во училницата, но и надвор во природа, и тоа е, да кажем, преферабилно да се направи надвор во природа од тоа што го споменавме претходно. Така, Екосвес заедно со своите партнери спроведе и едукативни работилници и прошетки во споменикот на природата Вевчански извори. Која беше целта на овие работилници? Како всушност учениците ги доживува? Какви беа нивните реакции и впечатоци од самиот настав? Интересно е што кога се работи со деца го добивате директно, нели, таа повратна информација, најискрено и директно повратна информација имате, зашто лицата нивни ги гледате,
и ви е јасно дека има интерес, има желба, има љубов кон природата. Како што споменав, значи ние работевме со децата од основното училиште Страшо Пинџур од Вевчани и исто така дојда посети од училиштата во Охрид. Тоа што е тие малку по возрастните ги однесовме на подолга прошетка до црквата Свети Спас, значи има една убава патека која може да се помини и буквално е низ шума, така што може по пат да се учи и да се зборува за важноста на природата и незината заштита. Така што од горе, од таа локација има прекрасен поглед на целата Охридска котлина. Она што е многу интересно е што децата можеа и практично да придонесат во самиот проект преку мапирањето. Значи, оние кои поседуваат смарт телефона, сега младите генерации го имаат, може да ја симнат апликацијата и да го направат мапирањето додека се натерани. Тоа беше нешто што ги научивме да го прават. Убавината на оваа апликација Натуралист е што е генерирана од граѓани за граѓани. И тука е убавината и на граѓанската наука, дека тие сите забележувања, евидентирања, мапирање доаѓаат од самите граѓани, а придонесуваат да можат научниците исто така да ги користат тие податоци. И кога на децата ќе им кажете дека нивниот придонес може да се користи од научници, има исто така еден позитивен фидбек. Тоа веќе сме го видели и со другите проекти. Предпоставувам и дополнителна мотивација уште поактивно да се вклучат во рамки на самите активности. Да. Сосема накуцо на крајот на денешниот разговор, колку недостасува еколошкото образование во земјава? Имаме ли некакви позитивни чекори во тој поглед? Мислам дека можеби не недостасува еколошкото образование, колку што е изведено можеби на несоодветен начин. Затоа ние сакаме децата да одат во природа и да учат надвор, во надворешна средина. Го спомнав тоа, нели, искуственото или учењето преку искуство, преку активирање на сите сетила. Имаме ние неверојатни програми, зелени пакети, едукација во делот на заштита на природа и заштита на животна средина, која само доколку наставниците сакаат и можат да го изведат во услови кои ќе им направат на децата за секогаш да ги запамтат тие работи. Како што е примерот со професорот по физика кој може да предава 45 минути без да покаже ништо или доколку покаже како функционира гравитација или сила, останува во значи показателно, ако можеме да им покажеме на децата, тогаш може многу лесно да ги научиме. Затоа велам, можеби не недостасува едукација, туку само начинот на кој што изведуваме треба да биде поотворен, поразличен, попристапен до природата. А верувам дека ваквите проекти ќе ги менуваат барем нештата во таа насока. Ана, благодарам за одвоеното време и денешното гостување во Македонија наутро. Да се надеваме дека токму со овој приречник за едукативни активности за заштита на природа ќе биде од огромна помош како за учениците, така и за наставниците и како велат, еколошките навики дефинитивно се стекнуваат од најрана возраст. Така, ви благодарам многу на можноста. Ќе се видиме ние во следна прилика. Да.